Добро вечер. Вторник, 10 часот и 30 минути, време за модерна политичка анализа. За вас кои сте мембари и мембраси, ја користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Евтов. Веројатно најтопал ден 2025 година, но како велат и ветар да вее и бура да коси, ние правиме политички анализи. За вас кои сте верни гледачи на емисијата во Центар или користите опцијата membership на емисијата во Центар. И кога ќе погледнете што се случува, топло, пожари, ништо не функционира. Скопје е веројатно најнечист главен град во Европа, па можеби и пошироко, а на анкетите тие работи ви се појавуваат, знаете, во наводници шизофрени анкети. Ако ги прашате граѓаните дали државата оди во вистински правец, тие ќе ви речат не. Ако прашате, например, кој е виновен за Кочини, ќе ви речат градоначалникот ВМРО да помени така натаму, но во Штип, на 20 километри од Кочини, да прашате за кого ќе гласат, 80% за сегашниот градоначалник на ВМРО да помени. Што ке речи една таква аморфна структура, толку недефинирана една структура, јавно мислење, еден пластелин кој се меси во било кој правец, затоа и не можете вие да направите политички процеси во Република Македонија, кога контролата на медиумите, на јавното мислење, на сите некои други процеси се надвор од здравото политичко рацио, која функционира во било која држава, членка на Европска или нормална држава во Европа. Затоа нели се постава прашањето зошто некој не ги контролира процесите во Република Македонија, бидејќи нема логика. Бидејќи ВМРО ДПМН дојде на власт минатата година, прв пат во овие 33-34 години без некоја логика. Имаше логика и за доаѓање на Лјупчо Ѓорѓевски. 7 или 8 години беше цар на македонските плоштади. Икона, Исус Христос на ВМРО-ското членство. Гледате сега, тој што беше икона на ВМРО-ското членство, сега е најомрзнат политичар. Бугарин, предавник и така натаму. Значи, таму кај што има силно сакање, има и силно разочарување. Па имаше логика зашто се врати Бранко Цренковски. Па имаше логика зашто победи Никола Груевски, бидејќи беа потребни економски реформи. Имаше логика и за Трифон Костовски единствено во овие 34 години, па имаше каква таква логика и за Зоран Заев. Единствено во овие 34 години имаше логика Христијан Мицкоски дојде на власт во Република Македонија. Во тие 7 години на чело на ВМРО ДПМН, вие не може да се сетите на негова државотворна изјава, суштинска изјава, нешто да има направено, нешто да има ветено, да има исполнета суштински за еднината на државата и доаѓа на власт. Доаѓа на власт врз база на бранот анти-СДСМ. И тој анти-СДСМ бран и ден денес е многу силен и на бранот на тој анти-СДСМ бран или тоа анти-СДСМ незадоволство, тој дојде и останува на власт. Убедливо, оди веројатно убедливо ќе победи на локалните избори. Може да му се појават одредени независни листи и тука ќе биде прашање или намерење на изборниот резултат. Дали тие гласови кои ќе го освои ВМРО ДПМН ќе ги мерите со гласовите на советнички листи 2021 година, дали ќе мерите со парламентарните избори, дали независните листи ако бидат формирани ќе земат одредени гласови од квантумот на гласови на ВМРО ДПМН, но ако вечерта кога ќе бидат локалните избори некој Владко Ѓорчев излезе и рече победуваме македонска каменица, Облешево, Чешиново, Штип, македонска каменица, така натаму и така натаму, тогаш паѓаат во вода сите математики, бидејќи бранот и големата победа на локалните избори ќе биде за ВМРО ДПМН. И тоа го сака Христијан Мицкоски за да покаже колку тој ја ужива убедливо довербата на македонските граѓани. Тоа што не одговара на терен, тоа што, гледате, тие што се виновни за овој хаос во Скопје, веројатно ќе бидат наградени на локалните избори. Тие што не може да се справат и лани и ова година со пожарите во Република Македонија, веројатно ќе бидат наградени на локалните избори. Или тука не можете да најдете политичка логика. Во услови кога не можете да најдете политичка логика, тогаш анализирате долгорочни, а не краткорочни процеси, бидејќи ако анализирате краткорочни процеси, тогаш не можете ништо да објасните во Република Македонија и околу Република Македонија. Модерен македонски јазик. Тоа ќе биде камчето, да не речам каменот, околу кој ќе се расплеткуваат сите политички процеси во Република Македонија. И ПЕС, партијата на европските социјалисти, и ЕПП или Европската партија на европските демохристијани, и АЛДЕ, партијата на либералите, сега се закануваат дека со здружени сили ќе го метнат на пленарна седница, не на комисијска расправа или на гласање во комисија во Европскиот парламент, туку на пленарна седница да биде изгласан таков амандман модерен македонски јазик. Гледате, има модерен британски, има модерен германски, има модерен бугарски, модерен грчки, но самото споменување на модерен боди очи и прави, знаете, дека позади брдото, позади планината се тркалат некои други процеси.
кај еден електорат како што е македонскиот, кој е констерниран, кој е исплашен, кој не е информиран, а во услови кога не е информиран, најмногу знае и вие најмногу можете да го манипулирате, една таква формулација може да биде долгорочно многу штетна за политичките процеси во Република Македонија. Но тука се постава клучно прашањето, дали партиите кои доаѓаат од земјите членки на Европската Унија знаат што значи модерен македонски јазик или не знаат што значи модерен македонски јазик. Еден одговорот ако не знаат, други одговорот ако знаат, ја мислам дека знаат. Не само што мислам дека знаат, туку сум сигурен дека знаат, бидејќи тие контакти или комуникации кои со дел од тие политичари ги имаме изминатите 2 или 3 недели, се сведуваат на една реченица. Не може еден човек така да не зафркава. Што ќе рече дека тој е личен однос кон премиерот на македонската влада Христијан Мицкоски, а не кон Република Македонија. Во конкретниот случај, во наводници жртва е Република Македонија, зошто бидејќи Европската Унија или партиите во Европскиот парламент сега оцениле, значи и на либералите, и на социјалдемократите и социјалистите, и на демохристијаните, оцениле дека не смее да му биде дозволено на Христијан Мицкоски во наводници и понатаму да се зафркава со Европската Унија. Модерен македонски јазик може да има разни деривати, на некои дополнителни барања, дополнителни кукавички јајца, дополнителни процеси, мини процеси, така натаму и така натаму, но основата е модерен македонски јазик. Тоа е пораката која се испреќа до Скопје, односно до Република Македонија. При тоа се можни две опции, да биде прифатен тој амандман или да не биде прифатен тој амандман. Ако биде прифатен тој амандман, а партиите во Брисел или во Европската Унија или во Европскиот парламент точно знаат што прават, значи не се изненадени, не се лобирани, не се изнервирани, туку точно знаат и носат рационална одлука да биде прифатен еден таков амандман модерен македонски јазик. Тоа значи дека во наредните 10 до 15 години не француски предлог, црн француски предлог не може да биде усвоен во Република Македонија, да помине во Република Македонија, бидејќи било кој политичка партија која ќе влезе во еден таков процес, ќе биде расчеречен од македонската јавност, бидејќи вие со еден таков амандман кој ќе биде усвоен, не можете да објасните на македонскиот електорат дека не станува збор за вметнување на 2 или 3.000 бугари во македонскиот устав во пакет со црногорци, хрвати и така натаму, туку значи сериозно рекомпонирање на македонскиот идентитет, што ќе рече, ако биде усвоен модерен македонски јазик, во наредни 15 години да заборавите или да заборавиме на француски предлог или некакви деривати на француски предлог да бидат поминати како уставни измени во Република Македонија. Под број 2, да се засилат лобиларењето и да не биде прифатен тој амандман модерен македонски јазик. Што ќе рече ПЕС, односно таа групација на европски социјалисти, европските демохристијани и европските либерали, да му фрлат во наводници гума за спасување на Христијан Мицкоски. Еве Христијан Мицкоски го отворил тој процес, апсолутно непотребно, но еве го отворил тој процес и не само што го отворил тој процес, туку успел да победи и да спречи да биде усвоен таков амандман модерен македонски јазик. Тоа значи дека ќе биде награден Христијан Мицкоски. Во услови кога се така влошени односите на Мицкоски со партиите во Брисел и во Европската Унија, ако биде награден Христијан Мицкоски, тоа значи дека ќе има очекување од Христијан Мицкоски. Дека некаде зад завесата се прават одредени пазарења, да не речам одредени пазарлаци. Ние ќе ти овозможиме да не биде прифатен, да не помени таков амандман, ти да се декларираш како победник, како херој пред македонската јавност, но тоа значи да ги усвоиш уставните измени, да ги ставиш бугарите во уставот на Република Македонија, за да биде прифатен францускиот предлог. И тука стануваат проблемите за Христијан Мицкоски. Ако тој биде победник, ако не биде прифатен амандманот модерен македонски јазик, и тој не го прифати или не ги помини уставните измени за францускиот предлог, тогаш ќе биде рушен на политичката сцена. И тука се постава прашањето колку може да издржи Република Македонија. Уште едно тумбање, уште едно рушење од типот на шарена револуција 2015-2016 година. Сега навистина ги нема американците, нова битка нема да ја водат ниту французите, нема да ја водат ниту германците, ќе ја водат британците кои се враќаат на голема сцена на Балканскиот полуостров, конкретно во Република Македонија. Волшебникот од Оз, тие две вонредни политички анализи кои беа направени, најмалку беа гледани, а беа кажени најсуштински работи за еднината на Република Македонија, и кога британците ќе се зафатат да ви помагаат,
а вие нема да вратите на такво помагање, тогаш ќе почне процес на тумбање. Тој процес на тумбање не сум сигурен колку македонската економија, македонското јавно мислење, македонската плурална политичка сцена, македонските меѓуетнички односи и меѓусоседски односи на Балканскиот полуостров ќе можат да го издржат второто тумбање по македонски услови последните 6 или 7 години. Ако го частат, ќе го рушат. А ако не го рушат, тоа значи дека бугарите ќе бидат заедно со македонците, заедно со албанците, заедно со турците, заедно со бошњаците, заедно со власите, заедно со ромите во уставот на Република Македонија. Сега нели ќе треба тоа да се спроведе и тоа да се продаде како голема историска победа, херојска победа пред македонската јавност. Ако не биде тоа направено, тогаш ќе дојде оној друг процес кој ви го објаснав. Тезата кој ќе биде поголема жртва на евентуален пораз наредната година на парламентарни избори во Унгарија, на партијата Фидес или на Виктор Орбан. Еве ги анкетите. Анкетите кои се прават последните 2 години, ова ги прави Политико, мислам дека се многу реални анкети. Има анкети кај што е поголема разликата помеѓу унгарската опозиција и партијата Фидес ни Виктор Орбан, меѓутоа јас сите анализи ги правам врз база на анкетите кои се објавуваат во Политико. Во овој момент, значи последно е 2 јули ова година, што ќе рече пред некои 4 или 5 дена, опозицијата во Унгарија има рейтинг од 45%. Партијата Фидес на Виктор Орбан има рейтинг од 39%. И ако ставиме тоа да се гледа последните 2 години, гледате од каде, тука доле црно, почнува унгарската опозиција. Тоа е дел на структури кои се незадоволни, кои се десно ориентирани, излегот од партијата на Виктор Орбан, прават одредена унгарска опозиција и таа е сега најсериозен фаворит да победи на изборите следната година. Гледате од каде почнува црно и како во последните 2,5 години од некаде 50% рейтинг партијата на Виктор Орбан е сведен некаде на 39% рейтинг. И ова го гледа и Христијан Мицкоски, ова го гледа и Никола Груевски. И тезата нели кој тука се поставува македонската јавност дека најголема жртва на евентуален пораз на Виктор Орбан на изборите во Унгарија ќе биде Никола Груевски, јас сметам дека најголема жртва ќе биде Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски частеше, славеше кога Никола Груевски, дали со авион на Малев, дали во некој гепек, дали некој граничен премин, ја напушти Република Македонија и замина на топал гулаш 3 пати на ден во Будимпешта. Враќањето на Никола Груевски во било која форма назад во Република Македонија ќе биде данајски подарок за Христијан Мицкоски, односно нешто што Христијан Мицкоски ни подразно него посакува. Што ќе рече дека пораз на Виктор Орбан, иако Никола Груевски може со тој унгарски пасош да питисува, да живее можеби во Словачка, во некоја друга пријателски настроена држава на Европската унија, сепак после пораз на Виктор Орбан на изборите се големи шанси тој да биде донесен, вратен во Република или да сака да биде вратен во Република Македонија. Враќањето на Никола Груевски го прави нестабилен Христијан Мицкоски. Пред 2 години процесот на рушење на Мицкоски беше преку форма на тајни преговори, преку Стео Пендаровски, кабинетот на Стео Пендаровски со Никола Груевски. Тогаш беа оние 2 анкети ВМРО ДПМН на Никола Груевски, ВМРО ДПМН на Христијан Мицкоски, што ќе рече. Евентуален пораз на Виктор Орбан ќе значи процес на денунцирање, на детронизирање на Христијан Мицкоски. Затоа на Мицкоски како топло лепче му е неопходна апсолутна победа на локалните избори. И таа апсолутна победа на локалните избори тој да ја прогласи како историска победа на ВМРО ДПМН. Сите оние најави дека СДСМ има 0 градоначалници, 1 градоначалник, знаат дека ВМРО ДПМН се подготвува за пресметка во пазувите на десницата. Левицата е тотално небитна во Република Македонија. Значи ние се враќаме 100 години назад. Внимавајте секојаш на символика. Символиката е многу битна во сите историски и политички процеси. 1925 година, Виена, Мајски манифест, почнува расколот во историското ВМРО. Убиството во Софиските улици, замешателство на Коминтерна, Тодор Александров, Паница, Влахов и така натаму, Ванчо Михајлов, Протогеров и почнува таа братоубиствена војна. ВМРО против ВМРО, тоа е суштината на политичките процеси и тоа ви го кажувам 1 или 2 години, декласирана е левицата, левицата е испратена на некој зимски сон во наредниот период и само ако има потреба ќе биде разбудено тој зимски сон и вратена
во центарот на политичките разврска во Република Македонија, но суштината на политичките процеси ќе биде ВМРО против ВМРО. Сите структури, дали гледат кон Вашингтон, дали гледат кон Брисел, дали гледат кон Берлин, дали гледат кон Лондон, дали гледат кон Виена или кон Москва, сега тие ќе влезат во одреден конфликт внатре во структурите на ВМРО, односно внатре во структурите на власта. И тоа ќе зависи токму од неколку процеси. Како ќе биде изгласан тој мандан? Ќе има уставни реформи, ќе има нова шарена револуција, ќе биде поразен Виктор Орбан, но тоа не ги тангира членовите на левицата, тие се небитни. Тие се битни како ланскиот снег. Процесите ќе бидат на тој конфликт кој може нема утре да се случи. Мицковски кога победи на локални избори ќе се обиде да го пролонгира, но тоа е неминовност на политичката разврска. ВМРО против ВМРО. 100 години подоцна, 1925-2025 година. Те почитувани гледачи, кога говорам за македонската олигархија, кога говорам за српскиот свет, јас поприлично се разликувам од Лупчо Георгиевски и сите овие трабанти кои нели ги гледаат овие вонредни политички анализи и подоцна со тезите кои се кажат во вонредни политички анализи, те изиграат големи кисенџери на социјалните мрежи во Република Македонија. Под број 1, Александар Вучич не е руски играч на српската политичка сцена. Многу повеќе руски елементи наоѓате ке српската опозиција, односно што наоѓате ке Александар Вучич. Што ќе рече дека Вучич треба да се протни низ иглени уши и во структурите на неговата партија, и во структурите на неговата коалиција, и на универзитетскиот кампус, и на српската опозиција, и на тоа што се случува на улиците во Белград. Тоа што во моментот нема оди во корист на Александар Вучич, дека губи нерви, ги губи живците и почна да апси, а тоа е долевање на бензин на така веќе постоечкиот оган, ако успеа да излези неоштетен од тој процес, да ги смири нервите, да ги смири живците, да може стабилно, мирно да расудува, да размислува, тогаш може да излези како победник од целата таа ситуација. Но тоа што го направи Јосип Брз Тито 1968 година, да прифати дека студентите се во право, да седне да разговара со нив, да ги удостои, да ги прифати нивните барања, па макар и да не верува во нивните барања, туку да влезе во одреден процес, тоа нема капацитет да го направи Александар Вучич. Под број 2, македонската олигархија. Знаете, она теза дека македонската олигархија е под контрола на Белград, дека е под контрола на Москва. Да, тоа веројатно станува збор за олигархијата која е формирана или од 1985 или од 1991 година, која ги приватизираше македонските компании и голем дел од тие македонски компании сега се нефункционални, дел се во стечај, дел се распродадени, дел веќе не постојат. Но ова нова компонирана олигархија, таа, знаете, мислам дека нема ништо против Македонија да стане. Можеби не сака 100%, можеби тоа не е таа работа што ја посакува најдомногу во својот живот, меѓутоа таа олигархија, мислам дека нема ништо против Македонија да стане членка на Европската унија. Напротив, тие формираат своји компании во Словенија, тие формираат своји компании во Бугарија, во Белград. Тие имат интерес да бидат дел на квотите за челик, за железо во Европската унија. Така што таа македонска олигархија, за разлика од старата олигархија формирана во времето на Стојан Нандов, на Киро Глегоров, на Анте Марковиќ, која можеби не сакаше Македонија да стане членка на Европската унија, бидејќи ако тога станевме земја членка на Европската унија, ќе бе избегнати војните, ќе бе избегнати конфликтите, ќе бе избегнати санкциите, а тие сепак послужија за богатење, како основа за богатење на таа олигархија формирана од тајните служби. Овие модерни форми на олигархија можеби го немат капацитетот на таа олигархија, но не мислам дека нешто сериозно ќе направат за да ја спречат Македонија да стане земја членка на Европската унија. Што сакам да кажам? Сите тие структури учествувале во процес на носење на Христијан Мицковски на чело на ВМРО-ДПМН и во процес на носење на Христијан Мицковски на чело на македонската влада. Тука се поставува клучно прашањето, дали Македонија без европските пари може финансиски издржаш? Може финансиски да не банкротира? Ја мислам дека не, нема шанси. Вие може да добиете каков сакате британски кредит, може да добиете каков сакате унгарски кредит. Ако Македонија не ги добива грантовите, не добива помош, не добива кредити од Европската унија, 500-750 милиони евра, 1 милиарда евра, не може да опстои, не може да функционира македонската економија. И под број 2, дали тие структури кои учествувале во носење на Мицковски на чело на државата или на чело на македонската влада, може да издржат уште еден силен бран на шарена револуција, како тоа ќе се одрази на нивните бизниси,
на нивното функционирање, на нивното работење, на нивниот извоз за Европската унија, дали нивните компании ќе може да се спасат повеќе со шарена или без шарена револуција. И мислам дека одговорот и на двете прашања дека на Македонија и на таа олигархија која го носи Мицкоски на чело на државата не и одговара било какво конфронтирање или заострување на односите со Европската унија или со таа бирократија во Брисел. Гледате, има една теза која постојано се потенцира тука во Република Македонија. Дека Сашо Мјалков го носи на власт Никола Груевски, што ќе рече гарантира за Никола Груевски. И дека Сашо Мјалков го носи на власт Христијан Мицкоски, што ќе рече гарантира за Христијан Мицкоски. Ако и во двата случаи Сашо Мјалков е невин или не е виновен, туку промашуваат Груевски и промашува Мицкоски и не ги спроведуваат барањата на Европската унија или на Соединетите американски држави, па тогаш тоа не е проблем на Груевски и на Мицкоски. Тогаш е тоа проблем на Сашо Мјалков кој гарантирали за Груевски, гарантирали за Мицкоски. И ајде сега анализирате целата таа структура. Големите банкари, големите олигарси, Груевски, Мјалков, цела една структура која сака да добие пари од ВМРО ДПМН, дали таа структура ќе сака да биде заложник на стратегијата на Христијан Мицкоски дека бугарите може да влезат во уставот само кога тој нема да биде начело на ВМРО ДПМН, што рече дека кога тој е начело на ВМРО ДПМН не може да бидат спроведени уставни избори во Република Македонија. Сума сумарум, или ќе спроведе уставни измени, или ова олигархија и структура која го има донесено на власт ќе станува заложник на стратегијата и политиката на Христијан Мицкоски. На крајот во конфликт ќе влезат структурите кои го донесоа на власт и Христијан Мицкоски. Што мислите, кој ќе излезе како победник во еден таков предвидлив конфликт? Имаше едно интервју на Александар Николовски за еден подкаст на подземјето во Република Македонија, да речеме еден подкаст на Боки 13, што ќе речи полициско, бизнис и какво друго подземје тука во Република Македонија, каде што на мала врата е легализиран бизнисот на Сашо Мјалков во Охрид, или како вели Александар Николовски, човек од таков формат не би си дозволил грешки во чекори да не ја помени целата процедура по ПС. И виновен за легализација на имотот или капиталот на Сашо Мјалков е претходното раководство или естаблишментот на јавното обвинителство за борба против организираниот криминал, кој направил договор со Сашо Мјалков, кој платил одредена сума на пари 20 на милиони евра, меѓутоа му е легализирано целото богатство и со такво легализирано богатство тој може да гради хотели, хациенди во Охрид и така натаму, било каде во Република Македонија. Сега е исчистен, искречен џоабе бенце Сашо Мјалков. Влакно нема да му фали. Може да биде не средно успешен бизнисмен, туку може да биде високо успешна, високо богат бизнисмен да инвестира каде сака, не еден, 10 мериоти да направи во Република Македонија. Нема да биде виновна ова власт, ќе биде претходното раководство на обвинителството за борба против организираниот криминал, читај Вилма Русковска. Затоа и сите напади беа против Вилма Русковска, бидејќи таа направила договор со Орце Камчев, таа направила договор со Сашо Мјалков, без разлика дали се тие спонзори или финансиери на сегашното раководство на ВМРО ДПМН, виновна е Вилма Русковска. Имате второ интервју на Александар Николовски, дадено за Франс 24. Мислам дека станува збор за прв македонски политичар од таков формат кој има дадено интервју за Франс 24. Трае некаде 15 на минути тоа интервју. Одлично интервју. Погледнете го тоа интервју. Многу работи ќе ви станат јасни. Одлично интервју, со одлични политички пореки, со одлични тези во однос на Франција, во однос на Европската унија, во однос на преговорите помеѓу Македонија и Бугарија, француски предлог, усвојување и неусвојување на францускиот предлог. И влегуваме во процес на политички разврски во ВМРО ДПМН. Секој сум очекувал дека Александар Николовски ќе биде клучен играч во тие политички, односно политички разврски во структурите на ВМРО ДПМН. Не е грешка. Политички еднакво полициски разврски, бидејќи клучен камен на политичките разврски ќе биде случајот Кочани. За да може да се спаси Панче Тошковски, тогаш мора по примерот на Чернобил во Украина, случајот Кочани да се стави во некаков саркофаг, да се закопа 20-30 метри под земја и да нема политички жртви. Во политичките разврски во ВМРО ДПМН, ако Христијан Мицкоски постојано ја повторува таа теза, додека е тој начело на ВМРО ДПМН, нема да бидат спроведени уставните измени и бугарите нема да завршат во уставот на Република Македонија, тогаш тој го дава решењето
Некој друг треба да дојде на чело на ВМРО-ДПМН. Можат ли тие процеси се направи со Тимчо Муцунски? Многу тешко, и зошто некој би го частал Тимчо Муцунски. Го ставија да биде градоначалник на општина Аеродром, се покаже како некапацитетен. Го ставија да биде министер за надворешни работи, се покаже дека некапацитетен. Зошто некој би го частел постојано Тимчо Муцунски, а тој не може да возврати ништо назад, да им врати на тие кои имат инвестирано во него. Единствено може да прави одредени пазарлаци со Христијан Мицкоски, бидејќи очигледно Мицкоски му има ветено на Тимчо Муцунски. Во оној момент кога Мицкоски ќе ја напушти челната позиција на ВМРО-ДПМН, тој ќе работи Тимчо Муцунски да дојде на чело на ВМРО-ДПМН. Имате втори играч, тој е градоначалникот на Кисела вода Орце Ѓорѓиевски, се е кандидат да биде нова Даниела Арсовска или да биде нов Коце Трајановски да дојде на чело на општина Скопје или на Скопје, на главниот град на Република Македонија. Христијан Мицкоски неволно го прифати Орце Ѓорѓиевски. Тој сакаше Златко Пирински, неговиот министер за локална самоуправа, да дојде на таа позиција. Меѓутоа, гледате, му се јава нов еден играч кој може да има лидерски амбиции, може да има Панче Тошковски, може да има Орце Ѓорѓиевски, може да има Александар Николовски. Или може би и Панче Тошковски и Орце Ѓорѓиевски од позадина да зависат од политичката тежина. Тој е човекот кој има најголема политичка тежина сега спроти Христијан Мицкоски во ВМРО-ДПМН, тој е Александар Николовски. Како ќе се спаси Панче Тошковски? Знаете, ако Панче Тошковски сака да влезе во одредена политичка разврска во врвот на ВМРО-ДПМН, а тој е човекот кој го прави статутот нов на ВМРО-ДПМН, каде што првпат се споменува Република Северна Македонија. Тој е министер кој првпат вели дека реалност на политичката сцена е Преспанскиот договор и Република Северна Македонија. Тога зошто да не биде првиот кој ќе рече дека и бугарите во Република Македонија се политичка реалност, дека францускиот предлог е политичка реалност. Знаете, кога вие имате одредена структура како Мицкоски, кој упорно сака да ја заврши кариерата во конфликт со Европската унија, тоа може да биде за 1, 2, 3 или 5 години. Го имате Панче Тошковски, кој излегува од чинелот на Христијан Мицкоски, но може да биде корисен како компромисно решение на 2, 3, 4 или 5 структури кои учествувале во носење на Мицкоски на чело на државата. За Панче Тошковски да се спаси, мора да има жртва за случајот во Кочани. Знаете, ако не поднесува оставка како политички моментум, чувствува политичка одговорност и поднесува оставка, тогаш мора некој полициска одговорност. Тоа може да биде првиот човек на јавна безбедност, Александар Јанев, кој е близок на структурата на Христијан Мицкоски. Така што во некоја разврска внатре во ВМРО-ДПМН ќе биде битно кој ќе е градоначалник. Ќе има улога претседателката на државата која едва и чека да влезе во конфликт со Христијан Мицкоски. Два пати го избегнува тој конфликт. Во еден случај околу неа помилување, амнестирање, таа комисија за помилување, па дали криминалци, дали од овие кланови, барони, така натаму биле нивните лидери помилувани. Кога е сменета целата структура на таа комисија за помилување, тогаш е првиот моментум на конфликт помеѓу Мицкоски и Гордана Селјановска, тоа е избегнато. Вториот моментум е избор на нов гувернер, што беше исто така клучна нека основа за конфликт помеѓу Селјановска и Христијан Мицкоски, бидејќи Александар Стојков беше фаворитот на Гордана Селјановска да биде нов гувернер. Тоа не се случи, избран е Трајко Славевски. И сега само чека моментум кога целата таа удбашка структура која стои околу претседателката Гордана Селјановска ќе сака да влезе во одреден конфликт против Христијан Мицкоски, го имате Панче Тошковски, го имате Александар Николовски. Со сите овие структури, најмало НЗС има Христијан Мицкоски. Така што кога на таа структура ќе додадете Никола Груевски, ќе додадете Сашо Мјелков, Милјана Киевски, бидејќи Панче Тошковски и Игор Јанушев се дел на милјето на Милјана Киевски, тога станува чорба во структурата на ВМРО-ДПМН. Кој ќе реши таа чорба? Па амандманот модерен македонски јазик. Ете, почитувани гледачи, овие работи кои ви ги кажувам, не треба грубо да ги разбирате, знаете, туку фино, како одреден процес, како одредено ферментирање кој се случува внатре во структурите на ВМРО-ДПМН. За да можам попластично да ви објаснам, ја секој сум сметал дека Александар Николовски е најумен, најпаметен политичар во структурата, сегашната структура на ВМРО-ДПМН. Дека во изминатите 33-34 години не Љупчо Ѓорѓиевски, туку Никола Груевски има трансформирано ВМРО-ДПМН. И таа ВМРО-ДПМН која има континуитет со историското ВМРО во мандат на Никола Груевски е трансформирана, реформирана и тоа е на сосема друга политичка структура. Дека употребна вредност од целиот овој список шинел на функционери од редовите на ВМРО-ДПМН има Панче Тошковски и има идниот градоначалник на Скопје, сегашниот градоначалник на Кисела вода, Орце Ѓорѓиевски. И во тој четириаголник вие ќе гледате или ќе наоѓаме елементи на политичка разврска во Република Македонија. Има една реченица
кој Мицкоски ја кажува на прославата на ВМРО ДПМН или годишнината на ВМРО ДПМН во Битола, каде што им испраќа пората на неговите сопартици дека гајбата пред кооперација е поудобна од фотелјата. Она вистина глуми тука некоја лажна скромност, глуми некоја близина со членството, глуми некоја близина со граѓаните во Република. Меѓутоа пораката е следна. Гајбата пред кооперација е поудобна од фотелјата, а макадамот е помек од хилимот во хотелите. Но тоа покажува на длабока исплашеност од структурите на ВМРО ДПМН, чите Христијан Мицкоски, да комуницира со меѓународната заедница. Има одредени луѓе кои го познаваат, велат дека тоа се должи на тој професорски елемент, бидејќи професорите не се тука да слушаат, туку да ви кажат, да ве оценуваат, а вие тоа да го прифатите, може би има и дел на тоа. Но јас мислам дека Христијан Мицкоски се чувствува несигурен од почетокот на неговото доаѓање на чело на ВМРО ДПМН. Тој се чувствува несигурен кога станува збор за такви пленарки, одредени расправи на европските десни партии, одредени конференции годишни и така натаму. Тој се чувствува несигурен и затоа вели дека многу му е поедноставно, многу му е полесно кога ќе седи пред кооперација и ќе им говори на тие ВМРО-овци кои ништо нема да го прашат, освен да го прашат кога ќе биде вработена нивната жена, син или керка, дека е многу поудобно макадамот отколку црвените килими. Така се чувствува човекот. И тој грч се гледа во неговото владење. Тој грч кој се гледа во неговото владење всушност станува заштитен знак на односите на меѓународната заедница со ВМРО ДПМН. Тие односи не може да бидат болеро уште 1, 2, 3, 4, 5 години, ќе мора да има експлозија. Дали тоа крещендо ќе биде позитивно или негативно за ВМРО ДПМН, за Мицкоски и за Република Македонија, ќе видиме. Мицковски, исконски, од дното на душа чека до 2029 година и да ја замени Гордана Селјановска на челната позиција, прв човек или шеф на македонската држава. Знаете, тоа е толку долг период, што од сегашна временска дистанција, локалните избори мене ми делуваат како еден исклучително долг период. Во тој период од неколку месеци може да се случат сериозни политички ферментирања, но клучно ќе биде Виктор Орбан, Никола Груевски и амандманот модерен македонски јазик. Во зависност како ќе биде решен ребусот на тие прашања, ќе зависи разврската на политичката сцена. Тоа нема да зависи од Заев, нема да зависи од БЦ, нема да зависи од Венко Филипче, делумно ќе зависи од македонската олигархија, ќе зависи од гарантите, жерантите на Христијан Мицкоски кои го донесува на власт и ќе зависи од решавање на овој ребус. По зависно од тоа колку ќе се покаже, видите сега прв пат Мицкоски ќе треба да се покаже умешен. До сега ние секога слушаме што тој не сака да направи. Во наредниот период тој ќе мора нешто да направи, макар и погрешно. Врз база на тоа што ќе го направи, ќе биде определено колку ќе биде векот на трајање на премиерската кариера на Христијан Мицкоски. Сума сумарум, ако паѓа Виктор Орбан, па каде ќе најди топал гулаш 3 пати на ден, може би во Република Македонија. Ако паѓа Виктор Орбан, што ќе прави Никола Груевски, ќе се врати во Република Македонија. Гледате, Осама Бин Ладен не е закопан, туку телото му е фрлено во Индиски океан, за да не се знае гробот. И тоа да не се користи како одредено ходочастие, кај што ќе дојдат негови симпатизери, ќе стават свеќе, ќе стават свеки, ќе се поклонуваат пред неговиот гроб. Враќање на Никола Груевски во Република Македонија ќе значи жив споменик. Човек кој е симнат насилно од власт, па ВМРО-ското членство и ден денес го сака Никола Груевски. Мислам дека било кои анкети да бидат направени реални анкети ќе ви покаже дека тоа ВМРО-ско членство сака и го посакува Никола Груевски назад на власт во Република Македонија. Што ќе прави Панчо Тошковски? Сега е министер за внатрешни работи, има една стравична хаварија Кочани, за да може да ја преживее политички таа хаварија мора да испрати да даде на силна политичка или полициска жртва, тоа може да биде Александар Јанев, а ако не, тоа ќе значи тек околу вратот на политичката кариера на Панчо Тошковски. Имате Александар Николовски, кој има контрола врз ВМРО ДПМН, има драматична контрола врз процесите. Тоа може да го искористи за лична промоција или да сака да биде Данчо Шутурков или играч број 2, кој ќе ги влечи конците од позадина, дали зад Панчо Тошковски, дали зад градоначалникот, идниот градоначалник на Скопје, Орце Ѓорѓевски. Имате Сашо Мјалков, имате олигархијата, кој ќе сака да го заштити својот капитал. За заштитување на нивниот капитал им треба добри релации со меѓународната заедница. И имате човек кој смета дека му е многу покомотно на столчето на гајбата пред кооперација,
отколку да преговара со меѓународната заедница. Ако не преговарате со меѓународната заедница, не можете да ги решите проблемите. Ако не ги решите проблемите, ќе ви се случи нова шарена револуција. За да ги решите проблемите, треба да ви фрлат гума за спасување, да бидете херој кој успел да ја победи Европска унија на гласањето за модерен македонски јазик, но еве мора да биде направен, да биде голтната жаба француски предлог и уставни измени во Република Македонија. Ако тоа не се случи, пак имате ВМРО против ВМРО. Реприза на 1925 година, 100 години подоцна, беше нашата вонредна политичка анализа. Мислам дека ви се јасни рамките во кои ќе се случат политичките разврски. Левица, СДСМ, Знам, Максим Димитриевски, Влен, Вреди, тоа се небитни играчи на политичката сцена. Мицковски не прави предвремени парламентарни избори, вики треба да го врати Али Ахмети во власт во Република Македонија. Враќање на Али Ахмети во власт, веќе вие знаете, во такви услови имате две можности: да го вратите Али Ахмети или покрај сите конфликти кои сте ги направиле, да имате конфликти со албанците на македонската политичка сцена. Може еден човек да издржи такви конфликти, ако тој издржи, мислам дека Република Македонија не може да издржи. Мислам дека сега екзистенцијата на Република Македонија, политичка, безбедност и секаква друга е донесена на познак прашање и дека сите овие структури околу Мицковски тоа го гледат. Знаете, можеби им е проблем да му кажат на првиот човек, бидејќи првиот човек не сака да слуша лоши вести, но во еден момент, знаете, ќе ве разбуди телефонот. Сакате или не сакате, телефонот ќе ве разбуди, ќе ви соопштат лошата вест. Ова нашата вонредна политичка анализа. Се гледаме недела ново интервју и нова вонредна политичка анализа вторник 20 часот и 30 минути, од недела и вторник. Пријатна вечер, Македонија, каде да си.